Создавањето телевизиска програма е сложен процес. На екраните може да се види само готовиот производ, но зад производот работат голем број професионалци. Од режисери, продуценти, монтажери до техничари и сценографи, кои што неуморно работат зад камерите за да се пренесе сликата на екранот. Почетоците кои што биле во хангари со проектори се емитувала програмата, па подоцна со телекино, па потоа на електроника, се сеќаваме сите, јас и вие се сеќавате, имаше тука едни квадриплекс машини, така ги вика, кои ленти тежеа по 10 на 12 килограми, па денеска сме веќе во фаза на комплетна дигитализација на македонската телевизија. Префрлени сме комплетно во HD сигнал и се работи на картички за снимање. Значи не е како порано, нели? Кога одевме на терен, па носевме цела торба со ленти и така натаму. Денеска е сето тоа многу упростено. Дури имаме во дел од процесот каде што не се сретнуваат вработените во телевизија, нели се излега на снимање, се снима на картичка, се става во систем, се повлекува материјалот и монтажерот ја врши работата. Така да сега е многу полесно за работа. Кога ќе се уклучат светлата и камерите, почне приказката наречена македонска телевизија. Од македонската телевизија испадна е расадник на таленти, расадник на технички кадар, расадник на новинарски кадар, уметнички кадар. Има направено безброј емисии, фестивали со политичари, со сите кои што дале придонес за во креирањето на програмата на македонската радиотелевизија. Елизабета Топузова е продуцентка во македонската телевизија. Нејзина задача е да го организира, координира и надгледува целиот процес на создавањето на телевизиската програма. А во МТВ активно учествува во создавањето на утринската програма Македонија наутро. Главната улога на продуцентот е да ја организира целосно, тоест во организациониот дел, целосно работата на емисијата, да речеме, во соработка со уредникот, тоа е сепак тимска работа, во соработна со уредникот, режисерот, новинарите, снимателите, возачите и така натаму. Што значи дека нашиот работен ден почнува од 5 часот наутро, на утринската екипа зборувам, за утринската програма, за да гледачите го добијат и навремено бидат информирани за сите точни информации, што значи дека за да го добијат финалниот производ. Како јас, така и поголем дел од екипата, 90% од екипата доаѓаат наутро во 5 часот, со тоа што се припремаме, пошто е емисија во живо, значи мора да се провери и техничкиот дел, имаме наутро линковски вклучувања, што значи дека доаѓаат сниматели, возачи, новинари, треба да се проверат од техничкиот дел, сега да не навлегуваме, треба навремено да бидат и испратени екипите, за да гледачите добијат навремени и брзи информации. Од своето 60 годишно постоење на македонската телевизија, снимателот Јован Лесански речиси 30 години придонесува во продукцијата на македонскиот јавен сервис. Овдека кај нас во македонската телевизија и камерманите и снимателите, но и со останатите колеги, тонци, осветлители, монтажери, режисери, извршуваме голема работа, бидејќи процесот на производство е тимска работа кај нас. Тоа значи дека од самиот почеток до финалниот производ мора тимски да се заврши работата. Тоа значи дека почетокот и крајот значи е заеднички. Во главната контролна соба, техничарите се лицата што следат и управуваат со визуелните и аудио преноси што обезбедуваат емитување на програма без технички пречки. Мојата улога тука во куќава е да ги решавам дефектите што се случуваат, ако се случуваат во студијата, во мастер, контролирањето на камерите, при емисии во живо, при снимање на емисии и одржување на студиото да биде во целокупна исправност, значи да биде секогаш подготвено за било какво снимање.
Од концепт до емитување, македонската телевизија во изминативе 60 години е расадник на професионалци, кои работат во создавањето висококвалитетна телевизиска програма од која гледачите се информираат, едуцираат и уживаат.